Хрватскиот премиер беше јасен дека уставни измени се неопходни, но директно не одговори на прашањето дали тоа треба да биде според како што опозицијата го нарекува хрватскиот модел. Андреј Пленковиќ денеска во Скопје, како и австрискиот претседател и шефицата на германската дипломатија, пред државно-владиниот врв, но и пред пратениците од мнозинството и од опозицијата, се обиде да ја даде пошироката слика во Европската унија во однос на проширувањето во дадената ситуација на руска агресија врз Украина. Според него, ова е моментот кој Македонија не смее да го испушти. Оно што засигурно сматрам, Она што со сигурност го мисламе е дека би било добро да се постигне консензус зад кој ќе можат да застанат сите пред се народот и неговите политички представници и кој според мое длабоко уверување ќе ги намали фрустрациите и ќе ги елиминира неправдите што и се случуваа на Северна Македонија во изминатите години. Ако некој ве разбира, тогаш тоа сме ние. Одлуките кои ги донесовте не беа воопшто едноставни, ниту лесни и секогаш излегуваше дека има некој нов услов. Контекстот во Европа е таков и сега е моментот за Северна Македонија, пред се штитејќи ги своите интереси и идентитет, да се вклучи кон зајакнувањето на динамиката на проширувањето. Тој момент е сега и тој треба да се искористи. Слична порака, без да сугерира кој модел треба да се избере, Пленковиќ изнеси и во говорот во парламентот кој го проследи и пратениците на ВМРО ДПМН, сестринска партија на неговата ХДЗ. Токму опозицијата е таа која турка, ако веќе има уставни измени, тие да бидат под теркот на хрватскиот устав. Премиерот Ковачевски вели дека не навива за некое конкретно решение, освен дека е за уставни измени кои ќе овозможат напредување во наредната фаза од преговорите. Вие кажавте за хрватски, излезе друга политичка партија која што кажа за швајцарски модел, трета искочи за белгиски модел зборува и затоа треба да се седне на експертско ниво за да се изработи предлог кој што одговара на македонското општество и кој што одговара на нашите закони и на она што ние го очекуваме од нашата иднина како идна земја членка на Европската унија. Значи ја не кажав нити дали сум за нешто за, ниту и дали сум за нешто против. Јас сум за тоа да донесеме уставни измени со кои што ќе ги отвориме кластерите после ноември и до 2030 година ќе станеме земја членка на Европската унија. Последната позиција на ВМРО ДПМН е дека ќе поддржи измени на уставот само ако се по урнек на хрватскиот. Во преамбулата на хрватскиот устав пишува дека Република Хрватска е национална држава на хрватскиот народ и држава на припадници на национални малцинства, при што се наведуваат дури 22 малцинства. Но на вакво потенцијално решение кое е различно од сегашното во македонскиот устав се спротивставија дел од партиите на албанците тврдејќи дека е неприменливо во земјава, имајќи го во предвид етничкиот состав и бројноста на албанската заедница. Наспроти политичките несогласувања, Министерството за правда веќе прати покани до политичките партии и до кабинетот на претседателот МНР и СЕП најдоцна до идниот понеделник да номинираат своји представници во работната група која ќе го изготвува текстот на уставните амандмани. И со и без представници на ВМРО ДПМН известно е дека работната група ќе се формира, но исто така известно е дека без опозицијата уставни измени не можат да поминат во парламентот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.